Нивните високо преосвештенства архиепископот Цетински и митрополитот Црногорско-приморски господин Јоанники од Српската православна црква и митрополитот Преспанско-пелагонски господин Петар на 7 јуни 2026 година во неделата на Сите светии, на празникот на третото наоѓање на главата на Свети Јован Крстител и на празникот на светата преподобно маченичка Стефанида Скадарска и Битолска во манастирот Свети Јован Крстител во селото Слепче кај Демирхизар служеа света литургија во сослужение со преосвештениот епископ Хераклејски господин Климент и свештенството во молитвено присуство на верниот народ. Домаќинот, митрополитот Петар, му упати зборови на добре дојде на својот драг гостин, нагласувајќи дека митрополитот Јоанники е негов пријател уште од младост и дека неговото присуство и учество во светата литургија, како и причестувањето од една чаша му причинуваат голема радост, бидејќи според зборовите на Свети Климент, најголема, најсилна и најзначајна е заедничката молитва, како што вели Христос Спасителот, каде што се двајца или тројца собрани во моје име, таму сум и јас меѓу нив. На поканата, љубовта и гостопримството на владиката Петар му заблагодари митрополитот Црногорско-приморски господин Јоанники, истакнувајќи ја големата радост што денес имал можност во оваа светиња заеднички да му се моли на Бога, да сослужува на оваа света служба и тоа на троен празник. Сите светии, третото наоѓање на главата на Свети Јован и новозасветлената света Стефанида Скадарска и Битолска. Владиката Јоанники потсети дека дел од животот на света Стефанида бил поврзан со манастирот Дечани, а Бог така промислел и одредил својот земен крај да го дочека токму во овој крај и во оваа епархија. Иако временската разлика меѓу Свети Јован Крстител и светата преподобно маченичка Стефанида е голема, би можело да се каже дека таа била негова ученичка, следејќи ги неговите зборови. Покајте се зашто се приближи Царството Небесно. Таа целиот свој живот го поминала во страв Божи, молитва, пост, покаяние и смирение, и би можело да се рече, достигнала ангелски живот и стекнала многу добродетели. Укажувајќи на големото духовно богатство што го оставила зад себе, тој нагласи дека е особено драгоцено што ако се погледне патот на незиниот живот, таа ги поврзала Црна Гора, Албанија, Косово и Метохија и братската земја Македонија. На крајот од литургијата беше осветен славскиот колач, а потоа архиереите разменија и пригодни подароци.